Благодарам, почитувам председателя. Почитувани граѓани на Република Македонија. Ова е една од темите за кои што лично јас очекував дека ќе разговараме во собрание и покрај тоа што имаше силни гаранции од страна на владата на министерот Ставровски дека до ребаланс на буџетот нема да дојде оваа година. И ќе се согласам со сите колеги со констатациите дека навистина имавме буџет на Република Македонија кој што беше донесен на начин кој што е спротивен на уставот, на еден насилен начин во собрание, без да се почитува ни малку парламентарната демократија, начин кој што е далеку од секакво демократско практицирање на власта, наместо да се одговара на прашањата и дилемите кои што во тоа време ги отвара опозицијата, зошто имаме таков буџет кој што е предложен, зошто парите на граѓаните на Република Македонија се трошат на непродуктивни проекти, на начин кој што не обезбедува апсолутно никаква подобра живеечка на граѓаните на Република Македонија, ние се соочивме да овој министр за финансии и ова влада направат наследство во законодавниот дом и да на 24 декември без присуство на партиите од опозицијата биде изгласан буџетот за 2013 година. И тоа е основната причина зашто сега нема да гласаме за ребалансот на буџетот за 2013 година. Тоа е еден од најголемите или најсилните аргументи, бидејќи не е можно при гласането на буџетот на Република Македонија за 2013 година на 24 декември на тој црн понеделник што се случи на оваа држава, да имаме министер за финансии кој што седеше на собственото место и со рака покажуваше како треба да бидат изфрлени пратениците од собранието на Република Македонија. И денеска истиот тој министер Ставровски да се прашува зошто опозицијата не сака да го поддржи овој ребаланс на буџетот. Мислам дека е повеќе од јасно која е причината зашто тоа не треба да се направи во момент. Инаку за сите аргументи кои што ги искажувавме тогаш при носењето на буџетот, дека освен истата приказна која што ја слушаме постојано во сите овие години од формирањето на владата на ВМРО-ДПМН, нема ништо ново во смисла на тоа што ќе укаже дека носењето на тој буџет ќе ја подобри воопшто состојбата во државата, ќе имаме економски раст, ќе допринесе за развој на стопанството, го зголемување на вработувањето и така натаму и така натаму. Се покажа дека имаме навистина едно лошо планирање на буџетските средства, кои што пред се требаше да ги задоволат партиските потреби на ВМРО-ДПМН за проекти кои што беа исклучиво заради некакви партиски активности кои што ги имаше владата на Република Македонија и без при тоа да се води сметка дека мора дел од непродуктивните трошоци да бидат скратени, се со цел да можеме да имаме поголеми трансфери до луѓето кои што живеат во сиромаштија во Република Македонија, да можеме да допринесеме што е можно повеќе да функционира нормално државниот апарат и системот на државата во овде и да се скрати баре малку од удобноста на власта, а повеќе да се води сметка за граѓаните. Сега слушаме денеска дека има аргументи повторно министерот зошто мора да се направи ребаланс на буџетот, кои ќе бидат последиците ако тој не се направи, повторно вината да се префрли кај некој друг, зададени состојби и така натаму. Јас би прашал, зошто господин министер тврдете пред неколку месеци дека нема да има потреба од ребаланс на буџетот на Република Македонија за 2013 година?
Иако знаете дека сите показатели кои што укажуваат на тоа како се реализира буџетот беа негативни или со негативен тренд. За првите 8 месеци имате 60% од реализација на буџетот за 2013 година. И навистина не треба да бидете, не знам, како стручњак од делот на економијата, да констатирате дека треба да има ребаланс на буџетот. Меѓутоа, вие се одлучивте тогаш да кажете дека нема да има потреба од ребаланс на буџетот, се ќе функционира нормално во Република Македонија, за да во истиот ден на поднесување на новиот буџет да оставите ребаланс на буџетот и сега да ни кажувате дека нема да можеме да функционираме нормално до крајот на годината. И покрај тоа што имаме задолжување и така натаму, постојани, сега во претходните одговори на дискусиите кои што има колегите пратеници во вашите обраќања, повикувате дали не сакаме да гласаме за ребаланс на буџетот заради тоа што пензионерите нема да земат пензии. Минатата година при носење на буџетот во оваа сала на општа расправа укажувавме на тоа дека сериозно е загрозен пензискиот систем во Република Македонија и можно е да дојде во ситуација да се создадат проблеми во остварувањето на исплата на пензиите. Тоа укажувавме токму до оваа говорница. Вие излегувавте тоа што став дека тоа не е точно и джабе се плашат пензионерите од страна на опозицијата, ги плашате, нема ништо да им фали и секи биде како што треба. Има законска обврска, тоа е точно, меѓутоа кога укажувавме дека за секоја исплата на пензија вие се задолжувате и задолжувате Република Македонија и секој граѓанин на Република Македонија, тогаш викавте дека навистина се е нормално, всеки функционира како што треба. Денеска се повикувате повторно тоа дека ако нема ребаланс, ќе нема пензии за пензионерите во Република Македонија. Треба клучно прашање да одговорите овде. Зошто е доведен фондот за пензиско инвалидско осигурување во една ваква состојба? Зошто воопшто пензискиот систем во Република Македонија има таква фискална евазија? И токму од тука произлегува фактот дека не е можно да имате зголемен број на вработување во Република Македонија, а да имате намалување на собствените приходи во фондот за пензиско инвалидско осигурување. Не е нормално и не е логично да имате зголем број на вработување преку кои што ќе дојдат нови приходи за пензиско инвалидско осигурување и во исто време да имате намалување на приходите, а да мора државата да дотира што е можно повеќе финансиски средства. И ова не е од многу добра политика која што ја спроведувате, туку едноставно заради тоа што парите на граѓаните не ги насочувате и не ги користите во правилна насока така како што треба да бидат користени. Укажувавме на фактот дека не е можно да се опстане во ова време на криза во која што заедно се служуваме дека тоа не е само криза во Република Македонија и во Европа и во светот. И тоа треба да има мерки кои што ќе допринесат да имаме убlažување на последиците од таа криза пред се врз ранливите категории во Република Македонија. И затоа рековме дека приоритет не може да биде градба на споменици во Скопје. Приоритет нема да биде купување на мебела, премување на згради и така натаму, удобност на министри, на функционери во владата и така натаму и така натаму. Приоритет мора да биде граѓаните, реков тие социјално најзагрозените. Оние кои што не можат во Република Македонија сега да врзат крај со крај. Не може 20% од граѓаните на Република Македонија само да живеат, а 80% да се снаоѓаат како сакат. Мора, ако сме гарантирали во уставот дека сме социјална држава, тогаш навистина да направиме се и во овој дел, и во оваа насока да помогнеме на тие граѓани да можат да останат во оваа држава. Вие гледате дека тоа недомаќинско трошење на финансиските средства не допринесе на оваа држава на тоа што сме сега. Излегувате со бројки, кажувате овде дека ќе правиме компарации, ќе правиме споредби и така натаму, меѓутоа да правиме компарации и споредби и колку
Го зголемите буџетот на Република Македонија? Со зголемувањето каде отидовте финансиски средства, што вложивте во капитални инвестиции, така натаму и така натаму. Ја мислам дека не е потребна и капитална инвестиција, споменик, како што вели пред собрание Никола Карев, да го распишете, односно вашиот градоначалник тогаш во центар, дека ќе го лее во бронза, па за 5 дена да го измени тендерот, не од бронза ќе го правам во мермер, заради тоа што 10 пати ќе биде поскапа цената, па на крајот пак ќе си го направи во бронза, ама министерот Ставровски не видел дека подпишал пари за мермер. А во тој дел да немаме апсолутно влог во ниту една капитална инвестиција. И сега се фалите ние сме направили капитални инвестиции во Република Македонија. Кои капитални инвестиции, го прашам, ги направите? Тие 7,5 километри на автопат Куманово-Кавановци, за 7 години капитални инвестиции 7,5 километри. Каде ви е Чебрен? Каде ви е Галиште? Каде ви е гасификација во Република Македонија? Значи, тоа се проекти кои што и лично вие ги ветувавте на граѓаните на Република Македонија. Проекти кои што ќе допринесат за развој на индустријата на стопанството во државата. Ќе се потикнат нови вработувања. Нема потикнување на нови вработувања со реализација на проекти и фроја на пари, од кои што само Хајдек има една фамилија или неколку фамилии во Република Македонија, а сите други ќе трпат за таа штета. Не може да одржувате финансиска стабилност на Република Македонија само преку казни. Ево сега, ребаланс на буџетот, немате пари во буџетот и решението кое ќе одиме од град во град и ќе затвараме се живо што може да се затвори од фирми, од предпријатија, за да дојдеме до некоја пара. Но тоа не е вистински избор на приходи. Или ќе се задржувате кај домашните банки 115 милиони евра, до крајот на годината сигурно ќе се задржите уште едно 200-300 милиони евра, за да можете да ја затворите годината така како што сте планирали. И при тоа, нереално прикажувајќи ги состојбите во делот на трошењата кои што ги имате. Па вие, ако бевте чисти и искрени за тоа како трошите, зошто не доставите на време завршна сметка во Собранието на Република Македонија како влада? Да покажете како и на кој начин ги трошите парите на граѓаните. Или тоа не е битно. Не е потребно да се донесе во собрание, не е потребно да се дебатира околу тоа. Заради тоа што таму ќе се видат многу други работи кои што не сакате никој друг да ги види осим вас. Па ќе ги задоцуваме, ќе задоснеме завршната сметка, ќе видиме дека имаме потрошено над 95 милиони евра кои што не дава одобрување Собранието на Република Македонија преку разни задолжувања. Милиарди евра на пари ќе ги давате по бизниси кои што се доходни за вашата партија и за функционери од вашата партија, за да може да преку остварување на проценти да направат нешто повеќе за себе или за партијата и така натаму и така натаму. Меѓутоа ефект нема за граѓаните. И денеска повторно убедувате сега се е добро, ние сме супер како влада, добро работиме и така натаму, ама тоа што многу добро работите, што имате добри политики, што направите правилна проценка на економската ситуација минатата година, што донесоте таков криминален буџет на таков начин на кој што го донесоте, и денес ќе застанувате, па уште горди на тоа што не сте спомнили дека сега мора да направиме ребаланс на буџетот. Да направиме ребаланс, ама јас ќе бев задоволен ако имаме ребаланс, ама заради суфицит имате повеќе пари во буџетот, па да ги пренамениме, па да направиме нешто позначено за граѓаните на Република Македонија. Имате страшен дефицит во буџетот и тоа како политика е само по себе поразителна, заради тоа што сега чекавте со тоа што направите убедување на јавноста нема ништо од ребаланс да има и сега го ребалансот на буџетот. Ќе разговараме за таа работа. И затоа мислим дека искрено да ви кажам, не ми очекував дека ќе биде поинаку. И тоа ви го кажам и минатата година. Откако сте министр за финансии до сега, земете си ги говорите овде во овој законодавен дом, кога има обшта расправа за буџетот, тука ви се исти. Истите проекти, истите зборови, истиот начин на реторика кој што имате, со понижување, поценување на законодавниот дом,
величане на политиките кои ще ги правите и така натаму, и накрая сите тие политики резултираат со крах. И повторно надаѓате при крајот на годината и ни обяснувате сега зошто некој друг ви е крив за се тоа што не сте успели да го направите. Сега требаше да кажете на македонската јавност зошто имаме реализација од 60% на буџетот во првите 8 месеци. Дали не може државата да ги прибере финансиските средства? Дали имаме немотни граѓани, немотни фирми кои тоа го прават? Неколку пати бараме од вас информации колку дължи државата на стопанството. Вие излагувате со професионална оценка. Се што дължи државата ќе исплатиме. Колку е тоа што им дължи државата на стопанските предприятия во Република Македонија. Така да, мислам дека и со овој ребаланс, кој што реков дека не заслужува никаква подршка од барем од нас, од Социјалдемократскиот сојуз, вие продолжувате со таа политика водење од ден за ден. Купи ден, помини ден. Меѓу редови ќе признаете дека состојбите не се добри заради тоа што ја покажувате вашата слабост во оние моменти кои кажувате дека денес ако не гласате за ребалансот на буџетот, пензиите нема да бидат исплатени на пензионерите, вие тоа ли го сакате? Не ние да го сакаме, господин министр. Вие правите да немаат пензионерите редовна пензија во оваа држава со начинот на кој што водите оваа монетарна политика во Република Македонија. Не е тоа дали ние сакаме или не. Зошто, реков, не се презема одредени мерки кои што ќе значат укинување на непродуктивните трошоци, инвестирањето во капитални инвестиции кои што ќе ангажираат дополнителни структури во општеството кои што ќе можат да направат посилна, подобар економски развој и така натаму, на тој начин и повеќе задоволни граѓани на Република Македонија. И мислам дека ако ускратевме еден дел од тие финансиски средства кои што си трошите по разни ваши патувања, не знам што правите таму, тогаш мислам дека ќе можеше да се разговара во момент на колку граѓани социјално незаштитени им помогнавте. Како овие граѓани ќе успеат да дочекаат зимата? Како ќе обезбедат огрев? Дали може да си ги подмират трошоците за електрична енергија која што е во Република Македонија? Како и на кој начин ќе направите, кои се политиките што ќе бидат направени? Ајде да видиме и во буџетот, меѓутоа и во буџетот новиот за 2014 година, јас не гледам таква работа во која што ќе покажете сериозна инвестиција во делот на енергетиката. Да можат граѓаните да се надеваат дека ќе спроведете политики кои што ќе допринесат за големување на производство на електрична енергија, наместо увоз кој што постојано се прави се зголемува во државата. Гасификацијата исто така. Еден од проектите за кој што мислам дека најмногу вие треба да одговорите на македонската јавност, што и до каде, како се прави. Гледаме сега дека се случи некаков договор, кој што е тајна, што има во тој договор за Јужен поток. Тоа е неливетување лично ваше, кој што секоја година се повторува неколку пати, за да имаме гасификација во Република Македонија. Ама јас се прашувам, не имаме постојан вод кој што е со кој што е донесена гасификацијата во Република Македонија. Знаете колку е искористеноста на овој вод? 9% до сега. 9%. Сите капацитети да ги вклучиме, 12% ќе биде искористеноста на гасоводниот вод што е моментално сега. Значи гасификацијата да се заврши комплетно во Куманово, на други стопански субјекти, овде во Скопје. Вие имате можност да правите гасификација, да вложувате во гасификацијата на оваа држава и сега во моментот, без да го имате Јужниот поток договорот реализиран. Имате можност. Реков, 12% кои што се сега максималната искористеност или закупеност на природниот газ. Вие имате уште 82% кои што можете да ги користите. Меѓутоа, не ви се дават образложение на овие политики кои што треба да ги споведуваат, а не ги споведуваат. Вие само давате образложенија на тоа што било пред
10 години, што правеле овие пред 20 години и така натаму. Господин министр, вие сте власт 8 години во оваа држава. Дајте да видиме што направите за овие 8 години, а резултатот е ништо, и што ќе направиме понатаму, да видиме има ли некаква перспектива со вас или нема. Ако има, да тераме така, ако немаме, да вадаме чари.